Министерот за здравство Арбен Таравари со последните потези што ги влече докажува дека не е играч за големи утакмици, туку за малски, локални. Човекот кој имаше можност да биде омилен и кај македонците и кај албанците е на пат да стане мендук тачи во македонската политика и кој денеска е обичен привезок на Дуј кој не вреди 5 пари, а некогаш беше тачи војвода. И Таравари е тргнат натаму, откако самиот си призна дека преговара, се договара, шурува со Дуј. Дури и се слушаат по телефон. Со Дуј, па заборави ли тој самиот колкаво зло беа Дуј и колку штета направија на Македонија во последните 20 години, колку што беа на власт. И кога конечно ВМРО-ДПМН заедно со коалицијата Вреди, во која е дел и Таравари ја тргнаа Дуј од власт, тој одлучи да разговара само со партијата од Мала Речица, само затоа што идат локални избори. За Таравари е поважна поддршката што ќе ја добие од Дуј за градоначалник на Гостивар отколку заедничкиот настап со коалицијата на која и тој припаѓа. А знаеме дека кај Дуј ништо нема за џабе и оти се наплаќа со кеш, односно со многу кеш. Со контактите тој ја факторизираше Дуј, која е на пат да ги изгуби сите важни општини за албанците. Таравари во моментов е без партија, откако судот одлучи дека председател на Алијанса за албанците е Зијадин Села. Таравари се представува како некакво крило на Алијанса. Какво е тоа крило? Фудбалско, ракометно. Где е печат? Па кај Села. Затоа со право се лутат неговите коалициски партнери Билал Касами и Изет Меджити кои исклучуваат секаква соработка на локално ниво со Таравари за советници и за градоначалници, иако од оваа одлука најголем добитник ќе биде Дуј. Поради двојната игра на Таравари, Вреди од коалиција ќе стане една партија. Среќа што оваа криза навлен на локално ниво не се одразува на владината коалиција. Тука на Таравари не може да му се најде никаква забелешка. Одлично ја менаџира работата по пожарот во Кочани, а згора на тоа е и добар доктор. Затоа, министре, не си го трошете капиталот што го имате стекнато за дружба со партија која е збир на ликови од кои никој не виде ај, без разлика на која националност припаѓа. На Дуј времето е поминато, немојте да биде и вашето. Знаете како поминавте кога прв пат бевте министер. Дуј се истите, добро ги знаеме. Не правете истата грешка. Изјавата на бугарските власти за уставните измени кои треба да ги направиме за да почнеме преговори со ЕУ покажа со кого си имаме работа и во Софија, и во Брисел, но и во Скопје. Бугарскиот министер за надворешни работи Георг Георгиев рече дека уставните измени и внесувањето на бугарите во уставот е само првиот чекор со кој само ќе почнат преговорите. Барем е искрен. Много е важно тук да се знае, че промяната на Конституцията и вписването на българите като държавотворен народ не е единственото условие. Ова не му е јасно само на лидерот на СДСМ Венко Филипче кој бил спремен да ја жртвува својата политичка кариера само да се направеле уставните измени. Се нуди како, да не кажам што, која политичка кариера кога рейтингот му е 1-2% и за кој неговите коментираат дека ќе го сменат веднаш после локални. Имам лична одговорност да превзем целокупната одговорност и целокупниот терет. Па дури по цена на мојата политичка кариера, за да ние ги направиме уставните измени. За оската Софија, Скопје, Брисел да биде целосна се погрижи еврокомесарката за проширување Марта Кост. И таа си беше сосема искрена дека никој не може да даде гаранции дека и ако ги направиме уставните измени, Бугарија нема пак да блокира. Ама таа лично ќе се заложила да се најде решение и оти имала добра волја. Ме разнежни со муабетот. Волјата особено и се појави откако се сретна со Георг Георгиев и со Румен Радев, а знаеме колку тие ја сакаат Македонија. Вака Марта, на власт во Македонија веќе не се заев Тачи и Османи со кои можевте да си играте дрндупка. Истите финти не ви проаѓаат. Сме го гледале ова и со вашите претходници на кои зборот им тежи додека не си заминат од функциите во Брисел. Ако никој не може да даде гаранции во Брисел дека внесувањето на бугарите ќе биде последно барање на Бугарија и ние ветуваме дека не ни паѓа на памет да го отвориме уставот кој се претвори во арабаџиски тефтер, во кој само додаваме и одземаме за атер на друг, а на сметка на македонците, кои на крајот треба да ја платат сметката за нешто што не се гледа крајот, ниту пак некој ни ветува дека некогаш ќе станеме членки на ЕУ. Затоа Марта, ама не брани. Знаеме со кого си имаме работа. Не ни е прв пат.